Мал е бројот на личности од Македонија кои водени од носталгични чувства одлучуваат животот и целото свое знаење да го посветат на откривање и промоција на тоа што значи и што нуди сопствената држава. Еден од нив е магистар Никола Ристевски од Свети Николе, по професија економист, кој носталгијата по родниот крај ја почувствувал за време на студирањето во Бугарија на Економскиот универзитет во Варна. Таму поминал неколку години специјализирајќи на темата стопанско управување, за потоа своето знаење и видици да ги прошири, да истражува за после 10 години да магистрира на тема управување и маркетинг на туристичките потенцијали во Овчеполската котлина. Го проучувал културното наследство, природните ресурси и економскиот потенцијал на Овчеполскиот регион, за што во изминатите 4 години има издадено неколку книги. Престојот во странство за студии и за работа ми предизвика голема носталгија кон родниот крај и целата општествена ситуација во која што најчесто за мојот роден град Свети Николе, кој што постаро се викал Свети Никола, налагаше да многу луѓе да говорат само претежно негативни работи, ме предизвика да почнам да истражувам големото семејно наследство од моите покојни дедовци и мојот покојен татко и библиотеката со која што располагам, ми овозможи да имам добра основа за да започнам со ова. Потоа почнав и сам да одам во многу библиотеки, да пребарувам дигитални архиви и библиотеки, со што слободно можам да кажам дека до сега имам собрано над 1000 написи во кои што се споменува Овчеполската котлина, кои биле објавени од почетокот на 19 век до крајот на 20 век. Целото знаење и историските податоци со кои се запознал во текот на годините не се само пишан збор. Последните 4 години магистар Ристевски ги посветил и на тоа истите да ги сподели со заинтересирани туристи од државата и странство кои сакаат да се запознаат со овој регион. Пред да се појави состојбата со COVID-19, соработувал со туристичка агенција и на туристите им раскажувал за големиот број, како што ги нарекува, мистични локации во Овчеполието, како што се геоглифот или грбот на Александар Македонски, потоа Геволскиот зид, Бела зора, Дигнат камен и старите овчеполски цркви. Вели околу 500 луѓе годишно, некои и стихино, неорганизирано, биле дел од турите низ Овчеполието, кои тој ги организирал. Се што споделува со нив, споделено и на неговата веб страна ovčepole.mk, како и на фан страната на Facebook Никола Ристевски со кирилична и латинична поддршка. Неговиот интерес за неговиот роден крај, поточно работата на овој млад научник, предизвикала интерес и поттик како кај домашни, така и кај странски бизнисмени, претежно од диаспората, кои сакаат да инвестираат во развојот на овој дел од Македонија. Културното наследство со кое располага Овчеполскиот регион за Ристевски е дополнителен мотив да истражува и докаже дека станува збор за богатство со непроценлива вредност, дополнето со природните ресурси. А природни ресурси овој регион има, истакнува магистар Ристевски, како што се големите површини подземни води, ветер што дува од сите 4 страни и може да се искористи за енергија, и секако сонцето со големиот број сончеви часови кои ја греат Овчеполската котлина. Сите информации од минатото, кои во текот на годините ги собирал и преточил како пишан текст, Ристевски е на мислење дека ќе се добре дојдени за да ни покажат како да се справиме со сегашноста и како да си ја олесниме иднината. Копањето по сите тие стари книги, литература, научни трудови, списанија и уште какви или не податоци, ми овозможи да дознавам дека пред многу години, кога бројно живеел помалку народ овде, кога ја немале технологијата со која што ние располагаме денес, сепак успевале да произведуваат многу поголеми количини на житни култури, земјоделски продукти, раноградинарски продукти, на производи од кои произлегуваат од сточарството. И покрај сите окупации во минатото, сепак народот овде успел да си го зачува своето, што ни покажува вистински урнек за тоа како и ние треба да се однесуваме денес во 21. век. Па нема мирна сегашност и стабилна иднина без познавање на минатото, затоа што корените ни се навистина длабоки, а дрвото доправа расте и ги покажува своите плодови. Плодовите се неговите книги и научните трудови, почнувајќи од 2016-та кога ја објавува книгата Имагинариум. Потоа магистерската тема управување и маркетинг на туристичките потенцијали во Овчеполската котлина и двата зборници за Овчеполе.
Годинава се издадени уште 2 зборника и заинтересираните веќе имаат огромен број на податоци за потенцијалите на Овчеполската котлина, потребни да се подготви и реализира било каква идеја за унапредување на Овчеполскиот регион. 2018 ја објавив првата книга за Свети Николе во 21 век, насловена како Свети Николе главната населба во Овчеполската котлина. Корицата на книгата представува автентична фотографија од првиот научен труд за Свети Николе, напишан од големиот Мане Чучков во 1936 година, а насловот е инспириран од исто така значајниот труд на Јован Трифуновски во 1962 година. По оваа книга, во 2018 ја објавив и книгата за овчеполските работи, во која што е содржан многу мал дел од мојата магистарска теза, но и многу други податоци за овчеполието, како и стари митови, легенди, приказни и многу други податоци, зашто оние кои што ја читале книгите добро знаат. Годинава продолжуваме со објавување на веќе се објави зборник за овче поле книга 3, следната недела излегува зборник за овче поле книга 4. Успеав да направам, за прв пат кажувам, огромен зборник за Свети Николе, во кој што освен мои текстови ставив и оригинални фототипи, како и во другите зборници, од важни текстови за нашиот град, со што ќе се добие вистински приказ за зошто Свети Николе или до 1945 Свети Никола е главната населба во Овчеполската котлина и какви потенцијали има за развој. Она на кое Ристевски со големо задоволство е посветен во последнава една година е изработката на видеопродукција за се што посветил на неговиот роден крај. Огромен проект кој што содржи документарен филм за Овчеполската котлина, неколку кратки филмови за значајни локации и овчеполски села, но и краток игран филм кој што исто така инспириран од културното наследство и природните ресурси на Овчеполската котлина. Како стипендијант на Меѓународниот Славјански универзитет, сега веќе втор пат, образованието од оваа есен ќе го продолжи на еден од европските универзитети. Периодот таму ќе го посвети на тоа да го зголеми обемот на неговата работа и да докаже теза за која не пишувал никој досега во Македонија. За што станува збор, магистер Никола Ристевски не сакаше да ни открие, оставајќи и неговото најново дело да биде обвиено во мистичност и за која очекува, исто како и претходните, да предизвика голем интерес.